Добар ден, почитувани. И овој понеделник го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Што на вистина знаеме за аутизмот и што допрва треба да се открие? Дали отсуството на говор е првиот знак за оваа состојба или пак постојат посупитилни индикатори? Што стои во позадина на аутизмот? Гените, влијанието на околината или пак можеби сложената комбинација од двете? За раната диагностика, современите терапии и поддршката што секое дете ја заслужува. Денеска разговараме со професор доктор Владимир Трајковски, председател на Македонското научно здружение за аутизам. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а ќе ви оставиме простор и за ваши прашања во програма. Останете на Телма. Во магазинот за родителство 0+ месеци овој пат зборуваме за аутизмот со професор доктор Владимир Трајковски, председател на Македонското научно здружение за аутизам, кој што минатата недела одбележа 25 години. Професоре, добар ден, добре ни дојдовте во студиото на Телма и честитки за овој убав јубилеј. Добар ден до вас, до сите во студиото и секако до вашите почитувани гледачи. Токму така минатата недела на 22 мај прославивме 25 години. И мислам дека ова е убав повод да ги запознаеме уште некои што можеби не слушнале што е тоа аутизам. Така, аутизмот се опишува како спектар на нарушувања. И сега, што е тоа спектар? Што точно значува тој поим во описот? Да, токму така, по најновата класификација од DSM-5, тоа е на Американската психијатриска асоциација, установена во 2013 година. Аутизмот порано, значи, сега се нарекува како аутистичен спектар на нарушување. И јас инсистирам помладите колешки и колеги студентите да го користат тој термин. Сега, можеби во емисијава, бидејќи се три збора и да го користиме аутизам, тоа представува спектарот, значи дека можеме да сретнеме од најлесни случаи, каде што еден обичен лаик воопшто не може ни да претпостави дека тоа дете или возрасно лице има аутистичен спектар, до најтешки случаи кои што се врзани за целоживотна поддршка, потреба од трето лице, потреба од финансии од државата и така натаму. Значи, и некаде на средина се оние со умерено тешка клиничка слика, каде што имаат и некои предности и некои слабости. Значи, ете, во куси зборови, тоа би представувало спектрално нарушување. И симптоматологијата, некои може да имаат 1-2 знаци до 3, некои може да имаат и 7-8-10 знаци од така, болеста. Зато вела дека секое лице со аутизам е приказна за себе. Да, токму така. Па можете ли да ни кажете кои се различите начини на кои што оние што имаат аутизам учат, размислуваат, решаваат проблеми? Да, начинот на учење, ова ви е одлично прашање, начинот на учење представува специфика кај овие деца и лица со аутистичен спектар, бидејќи тој не е ист како невротипичните деца. Особено децата со аутистичен спектар на нарушување имаат можат најдобро учат фотографска, имаат одлична фотографска меморија и исто така учат шаблонски многу добро. Значи во шаблони, тие секогаш сакаат да им биде представено како скица, како шема работите. Учат добро кога им се издаваат наредби краткотрајни, без не сакаат многу долги и сложени реченици, туку кратки, јасни, едноставни дирекции каде што од нив се бара нешто или сакате да им укажете на нешто. Нивната меморија, како што кажав, најмногу се концентрираат и затоа во текот на учењето наставниците и образовните асистенти и секако моите студенти по специјална едукација и рехабилитација го знаат тоа, дека треба да им се пристапи со визуелни слики, односно визуелно учење преку често пати, особено за невербалните деца кои што немаат говор, се користи таа порано повеќе ПЕКС метода, учење преку слики, символи, знаци, каде што целиот стан, например, во станот целиот дом е облепен со сликички, и детето ги има тие сликички и вади, сака, например, да јаде или сака да оди во тоалет и покажува на родителите.
А во поново време се користат тие методи на алтернативна и аугментативна комуникација или на англиски AAC или на македонски би било ААК, каде што на таблет или на мобилен или на некој друг уред детето има специализирани програми и тука притиска на едно копче и кажува што сака, например. Така, значи новите технологии помагаат во комуникацијата. Во секој случај, да, во секој случај, на оние што не се комуникативни. Сега друго е, можеби ќе прашате, друго е ово однос на симптоматологија, се зависи од тоа какви симптоми има детето и не се пременуваат кај сите исто, така. ист вид на третмани. Да започнеме со првите знаци, односно првите симптоми. Обично кога зборуваме за препознавање на аутизмот, асоциација ни е отсуство на говор. Но дали отсуството на говор навистина е прв знак за аутизам? Да. Бидејќи родителите обично започнуваат со посета на логопед. Да, отсуството на говор не мора да биде секогаш првиот знак и тука мора да внимаваат родителите, особено оние кои што имаат сега мали деца по 1-2 години, затоа што може, но не мора. Затоа што има многу други знаци кои што уште во првата година, уште додека е доенче, може да укажат дека детето би можело да развие или веќе има аутистичен спектар. Например, детето не се смее на своите родители. Детето или е премногу мирно и спие многу часови во текот на ноќта, или пак е премногу вознемирено, плаче, често се буди во текот на ноќта, има нарушен сон. Значи, тоа се двете крајности. Понатамо, детето не бара да биде дигнато од својата мајка или татко во рачиња, значи оние движења со рацете дека сака, тоа го нема кај детето со аутизам. Детето не се одзива на неговото име, кога ќе го повикате. И исто така, детето не ги следи со поглед разговорите на возрастните во просторијата и исто така го избегнува контактот очи со очи. Друго што може да забележат родителите се сензорните нарушувања, кои што понекогаш па и во првата година и не се така јасно изразени и за родители што не се медицинари или што не се бават со дефектологија, психологија, не би можеле да ги забележат, но затоа треба да се внима и затоа јас сум ви бескрајно благодарен што ете така ги правите овие емисии и можеме да допреме до пошироката јавност и да ги едуцираме. Професоре, може да биде проблем ако детето педантно ги реди играчките, по големина, по боја? Секако и тоа е еден од знаците. Редењето во низа, редењето во една линија на играчките и преголемата педантност може да биде еден од знаците кои што би укажувале на понатамошен развој на класичната симптоматологија на аутистичен спектар. Сега тука морам да потенцирам дека не сите деца што имаат аутизам па мора да ги редат. Затоа што кај мене кога ќе дојдат некојаш на советување родителите, ќе каже и родителите најтешко прифаќаат и се помируваат со таа дијагноза, ќе каже мајката на пример детево мое не ги реди во низа, не е аутизам. Значи не мора да ги реди. Сите деца што имаат аутизам, некои може и да не ги редат така како една линија или во една боја во низа, како вовче на пример, обично тоа е типично, но не во 100%, се разбира. Вела дека е многу важна ранната дијагностика, дека таа клучна во третманот на аутизмот, па колку најрано може да се постави дијагноза? Да, апсолутно сте во право. Раната детекција со тестови на како што се на пример МЧЕТ сега, јас го имам и преведено одамна ЧЕТ првата верзија на македонски бидејќи беше слободен и го имам во моите учебници ставено на позади во прилозите. Тоа е особено за педијатрите многу битен. Во САД на пример до 18-тиот месец веќе имаат рана детекција и рана дијагноза. За жал кај нас во Македонија тоа оди потешко. Јас гледам деца, порано сум гледал и по 7-8 недијагностицирани, сега веќе се научија и родителите доаѓаат и тоа малку ме охрабрува, и на 3-4 години доаѓаат. Веќе ние сигурна дијагноза мораме да имаме поставена на 3 години. Иако ви кажав на запад, околу 18-тиот месец до крајот на втората година може да се постави дијагноза. Сега таа рана дијагностика, како што кажавте, води и до рана интервенција. Што подоцна се почне со методите и за
третман и за рехабилитација, тогаш исходот е полош. Може да се зборува за причините што доведуваат до аутизам. Министерот за здравство на Соединетите Американски држави, Роберт Кенеди Џуниор, најави дека до септември 2025 година ќе се знаат причините, се спроведува едно големо тестирање, истражување. Што велите за оваа иницијатива? Да, доста е. Звучи ли реално дека за неколку месеци може да се открие причината? Па да ви кажам, доста звучи преамбициозно оваа изјава, иако јас со некои ставови од министерот во САД се сложувам негови, но баш дека така ќе биде до септември, дека ќе ги открие сите причини, не сум толку голем оптимист, но оставам на него. Сега и на неговиот тим се разбира, тоа се стотици сигурно ќе бидат доктори, професори од различни области вклучени во тој тим. Точно нема излезено се уште некои позначени имиња кои ги планира во тимот, но септември сега сме крај на мај за 3-4 месеци, така што мислам дека тука треба многу да се внимава на методите во основа на она што го следам. Тој и неговиот тим не планираат да прават некои нови истражувања, туку врз база на ретроспективни истражувања, да се навратат и да видат таму да не има некакви пропусти во минатото. Инаку мора да биде сето тоа базирано на медицински докази, мора да биде научно фундирано, со сериозни методи што се користат во медицината, нели, квантитативни повеќе, па понекогаш и квалитативни методи, и секако да има голем стручен тим околу него и тоа тие истражувања да бидат репродуцибилни, односно да може некој друг да ги повтори во светот по истите методи што ги правеле неговиот тим на истражувачи, да може да се повторат тие резултати. Само така би можеле да бидеме сигурни дека ќе се дојде. Иако и сега причините горе-долу доста од нив се знаат. Например, генетската предиспозиција, тоа е јасно дека утврдени се веќе гени или генски варијации кои што се поврзани? Да, генски варијации, доста од нив се утврдени и уште се трага. Секако се наоѓаат, речиси секој месец по еден ген нов се наоѓа. Има околу 1000 гени кои што се вклучени. Порано зборував ја за стотина, а сега веќе околу 1000 гени. Например, тука е CHD8 генот, тука е, сега не знам колку е ова битно за вашиот ценната аудиториум, дали ќе ме разберат, CHD8, например, потоа тука е генот неурологини 1 и 2, кои што се вклучени во развојот на мозокот. Најдени се како мутирани AUX1, AUX2 гени, исто така мутирани и многу други кои што сега не би ги замарал вашите гледачи. Значи, тие се најдени, има правено студии на семено-фамилиарни студии, понатаму правени се студии на близнаци, правени се студии на усвоени деца, и тоа е уште од почетокот, од средината на 70-тите, 80-тите се започнати овие студии каде што е утврдена една силна генетска предиспозиција и тоа не е, тука нема дилеми. Аутистичниот спектар е од сите невроразвојни и сите невропсихијатриски нарушувања во детската возраст со најголем коефициент на наследност или хередитабилност, како што го велиме ние докторите. Тоа е 90%, што ќе рече дека во 90% од причините се генетски, останатите 10 се еколошки или средински фактори. Сега истражувањето главно се фокусира, колку што јас можев да видам, на надворешните фактори, прецен на токсините од околина. Тебе издвоив што се ќе се анализира: мувлата, адитивите во храната, пестицидите, лековите, ултразвукот, дебелината. Значи надворешните фактори, како што се хемиските супстанции, кои што ги има насекаде во вода, во воздух, во почва, потоа начинот на исхраната, дебелината, тука е и ултразвукот, но сега има тука и уште нешто, некои експерти изразуваат, делат загриженост, истражувањето да не ги заживее теориите дека аутизмот е поврзан со вакцините. Да. Значи, тоа е научно веќе, таа теорија е научно демантирана. Сега вие како гледате на
овој ризик? Да, постојат такви мислења дека можно е да дојде до... Јас не би преюдицирал ништо додека не ги видам резултатите во однос, особено во однос на вакцините, бидејќи тоа е доста деликатна тема, а би се навратил во однос на другиве работи што ги напоменавте. Одлично сте се подготвиле за оваа емисија. Се ова што го наведовте и од порано се споменува, сега претпоставам дека они ќе го фундират, ќе го докажат за 100%. И пестицидите се познати веќе околу 20-30 години дека се едни од можните средински причинители или еколошки фактори. Бисфенол А би го спомнал тука, пластичните субстанции и хлорирани, некои, знаеме во пластиката има доста хлорни соединенија, така што тие исто така се спомнуваат често пати во литературата, во трудови како можни откочувачи. Понатаму спомнавте ултразвук. Да, ултразвук постоја теории, уште јас кога почнав со мојот докторат, а тоа е 99-та година, дека претерано изложување на бремената жена на ултразвук може да изрази одредени штетни ефекти. Така што но има и други истражувања кои што велат дека сосема безбедно, така што да, има истражувања, но не премногу, затоа велам. Токму колку што гинекологот акушер кажал, толку. Значи да не се претерува. Да, има некои жени сакаат секој месец додатно ултразвук. Тоа не е оправдано според мене. И сега и ултразвукот секако не е докажан, се уште не е докажан. Јас го оправдувам истражувањето на министерот на САД господинот Кенеди во тој дел да видиме што ќе откријат. Понатаму во однос на тешките метали. Тоа како постојат трудови објавени и јас можам тоа да го потврдам на македонската популација. Сум правил кај десетици, да не речам стотина, сигурно има и повеќе од 100 сигурно истражувања од тешки метали во коса и наоѓаме преку 90% жива, кадмиум и олово и некои други тешки метали. Така што тешките метали, особено, например, во Нью Џерси има една студија, таму има многу тешка индустрија во САД, и се гледа поголема преваленција отколку во други делови, например, во САД. Исто така и сум го споменал и порано, се надевам нема да бидам здодевен на гледачите, можеби повеќето и него да ни слушнале. Има едно во Јапонија кај возрастни лица, кај приморски град, каде што се излеала жива во морето и потоа рибите нели ја консумирале. Возрастни лица јаделе риба со многу жива, се интоксицирале и имале многу слични симптоми. Немале аутизам, но симптомите што ги манифестирале во однос на однесувањето, повторувачки некои маниризми и така натаму, сите тие биле многу слични на аутизмот. И јас длабоко верувам дека тешките метали во воздухот, во почвата, и тоа како би можеле да бидат еден од откочувачките механизми. Вие можете убаво потенциравте. Аутизмот е комплексна состојба, доста сложена состојба, каде што не е само генетиката вклучена, затоа што не е 100%. Например, кај имате генетски заболувања како што е неврофиброматоза, туберозна склероза, таму сме сигурни дека 100% и точно се знаат по еден ген, тоа се моногенски болести, таму 100% влијае тој мутиран ген и тие нарушувања се 100% генетски. Кај аутизмот се до 90%. Дали тоа значи доколку се утврдат ризик факторите кои што доведуваат до аутизам, ова состојба би можела да биде превентибилна? Или не? Па и сега е превентибилна, но се уште немаме сигурни... Ако генетиката има некоја силно влијание, сепак очигледно се тие фактори што ги активираат гените. Малку можеме да влијаеме, да, и сега во однос на адипозноста, и тука морам да кажам дека добро го нотиравте тоа, исто така утврдено е дека по крупни родители, особено мајките и возраста, да ве дополнам, возраста татко над 40 години има 1,5 до 2 пати поголем ризик да добие дете со аутизам отколку татко на 25 години. Исто мајка над 35 години која што решава да биде бремена. Тоа не значи дека сега сите жени што решиле да раѓаат на 35 години ќе имаат аутизам, туку имаат околу 1,2 до 1,5
поголем ризик од оние мајки кои што на 20-25 години сакаат да бидат мајки. Исто така, ова не значи дека не може млада мајка да добие дете со аутизам. Среќаваме ние примери и кај, ама тие се многу поретки, се разбира. Кај жена од 25 години која што има дете, но тука е пак генетиката има огромно влијание. Адипозноста, значи ја споменав, тука фталатите исто така како делови од пластиката имаат влијание како средински фактори. Болестите на мајката, тука морам да ги напоменам. Значи, како што кажавме, адипозноста, дијабетот на мајката, ниското земање на фолна киселина и значи дефицит во серумот на фолна и на витамин D3. Затоа ја инсистирам многу кои ќе дојдат кај мене на консултативни прегледи, инсистирам и мајките пред да решат да станат бремени, да земаат витамин D3, па дури до 2000 интернационални единици. Тоа се од 600 до 2000 интернационални единици се движат тие дози, а особено па децата кои што веќе имаат аутистичен спектар, тоа и доживотно им кажувам да си земаат, па дури во летните месеци, затоа што ние покрај тоа што сме сончева земја, нели 200 денови во годината, сепак имаме голем дефицит, да, и многу од нашите луѓе во Македонија треба да земаат витамини дури во лето. Дури во лето. Особено ако докажат со земање на крв дека се во дефицит. И сега, дали аутизмот оди рака под рака и со одредени здравствени проблеми, со некои болести? Да. Бидејќи често пати децата кои што имаат аутизам се жалат на стомачни тегоби, имаат проблем со столицата, или запек, или диареја, болки во стомакот. Така. За жал, многу и од докторите ова не го знаат, но сега како ние како здружение што постоиме 25 години, често зборуваме и на стручни собири и на одредени, ако ме повика некоја фармацевска куќа, па кога држам предавања за лекари, гледам понекогаш малку бледо ме гледат, некои уште не ги знаат овие работи, бидејќи за жал не се учува на медицински факултет. Значи многу малку се учи за аутизам или воопшто не се учи. Во моје време апсолутно тврдам дека воопшто не се учело, кога јас сум бил студент, и сега разговарајќи со млади студенти на медицински факултет, кажуваат дека дали ти им го споменат и многу малку се обрнува внимание. Главните проблеми се асоцирачките медицински состојби кај детето. Покрај оние бихевиорални или нарушувања во однесувањето, стереотипни повторувачки однесувања со мрдање на рацете, говор немаат од 30 до 40%, зависно од студија до студија, тоа се вика нели алалија или мутизам. Главни се медицинските проблеми. Вие дел спомнавте, јас ќе се надоврзам. Имаат во огромен процент од 50 до 70% гастроинтестинални проблеми. И секогаш кога имаат предизвикувачко однесување во маркет или било каде, или хиперсензибилноста може на било што светлина, звук, но за тоа мислам дека подоцна би можеле да поразговараме, или пак гастроинтестиналните проблеми, а детето со аутизам не знае да каже на својата мајка и татко дека го боли стомакот. Значи тој leaky gut синдром или таа поврзаност помеѓу цревата и мозокот се како брат и сестра. Тој има силна поврзаност и доколку дојде до оштетување на цревната бариера, тогаш поминуваат разни токсини во серумот, лесно стигнуваат до мозокот и го оштетуваат. Значи мора да се биде и многу децата и во светската популација и во нашата, родителите кога доаѓаат на преглед ќе ви кажат или има обстипација или има пролив, диареја. И сето тоа треба да се решава. Многу од нив имаат кандида албиканс, што е патогена габа. И тоа мора да се решава. Мора да се даваат пробиотици, ако се докаже габа, мора да се уништи со нистатин или со други антигабични средства. Мора пробиотици да се даваат. Имаат дел децата проблеми со сонот, не спијат. Со сонот, да. Друг проблем е проблемот со сонот, слабото спиење, честото будење или тешко да влезат во сон. И на некои деца им треба повеќе од половина час да заспијат. Тогаш мора исто така да се действува, например, со давање на B6, магнезиум или пак
понекогаш се оди и со хормон, давање на мелатонин. Знаеме дека мелатонинот е регулаторот на нашиот сон и доста од децата, ако подолго време патат од таа несоница, мора да им даеме мелатонин. Други проблеми медицински се анксиозноста и депресија. Од 40 до 50%, по во некои студии до 60%, можат од децата, особено оние со тој високо функционален, кои што се со висока интелигенција, порано ги нарекувавме Аспергер синдром, сега по оваа новата класификација Аспергер не се именува така, тие, особено во адолесцентниот период, може да имаат зголемена депресија, па дури и склоност кон суицид. Во такви случаи тие задолжително мора да примат медикаментозна терапија во смисол на антидепресиви. Значи мора, затоа што постои опасност да си го одземат животот. Значи мора, во тие родителите нема што да ги штедат своите деца, понекогаш психијатрите тоа често го нотираат дека одредени психијатриски болести мора да ги разбираме како дијабетес мелитус. Доживотно кај дијабетес мелитус, кај инсулинозависен, тие што имаат мора да се боцкаат со инсулин. Така овие што имаат депресија, на пример, мора да примаат долги години, ако не и доживотно, да примаат антидепресиви. Дали трициклични, дали овие ССРИ што ги велиме, сега да не спомнувам лекои, да не правам реклами на одредени компании. А има ли вистина дека голем дел од децата се алергични кон нешто, значи имаат алергија или пак нетолеранција на храна, бидејќи родителите пробуваат и разни диети? Да. Тука тоа е голема вистина. Да, тоа јас и го докажав во мојот докторат, кој што беше уште 99-2002 на нашаст. Има многу студии од Америка и од Западна Европа, а ние го докажавме и на македонската популација дека во речиси некаде до 35-40% имаат најчесто имаат интолеранција кон глутен и казеин, кон бета-лакталбумин, бета-лактглобулин, тоа се протеини од млекото. Во таков случај ја апсолутно им кажувам да ги избегнуваат тие. Некои имаат интолеранција кон лактоза, млечниот шеќер, лактоза. Во такви случаи, значи, мора да се избегне. И да родителите тука би советувал да не очекуваат класична алергија со осип по кожата. Тоа може да оди многу по-суптилно. Затоа јас често пати мислам ги упатувам да видиме да исклучиме или пак да докажеме. Ако докажеме, тогаш апсолутна индикација во третманот е избегнување на вакви типови или леп што има глутен, не смее да се јаде ако детето е интолерантно кон глутен. Доживотно не смее, или смоки не смее ни милиграм да внесе, што се вели, од глутен, затоа што тоа дополнително, како што кажав, се создаваат тие имаат цревна дисбиоза и се создаваат казеоморфини и глутеоморфини, кои што се едни интермедиерни делови на нашиот метаболизам и тие потоа действуваат токсично во централниот нервен систем, нашиот хепар, тоест на децата со аутизам, не може добро да ги обработи, бидејќи имаат и на ниво некои од децата на ниво на црниот дроб имаат оштетувања и токму заради тоа се и тие покачувања во нивната коса на жива, на олово. Значи, а каков е нивниот животен век? Животниот век е малку скратен. Значи, не е како кај општата популација. Тешко е да видите вие лице со аутистичен спектар што има 90 години или 85. Значи е намален за 10-20 години, најмалку е намален животниот век, иако тоа не исклучува дека некој може да доживети 70 години, например. Што е проблем тука? Сега, тука зголемениот морбидитет и зголемениот морталитет. Например, немаат дете со аутистичен спектар не чувствува опасност кога возило доаѓа, кога треба да премине улица и може да биде прегазено. Исто така, кога е во адолесцентна возраст, не ги разбира шегите на врсниците, па може лесно да биде подложено на булинг, па ако влезе, не дај Боже, во лошо друштво, може и лесно да испровоцира некој поголем мангуп и криминалец, па и да биде убиено, например. Не сакајќи, ако влезе во таква кавга, они не разбираат двосмислени шеги, не разбираат двосмислен говор, идиоми, фрази, не можат добро да ги разбират, така што друго, на море, сега се ближат летните месеци или на езеро, може да се удават.
не знаејќи да пливаат, често пати и токму поради таквите морбидитети, морталитетот кај нив е зголемен. Според одредени студии до 317% е поголем кај лицата со аутизам отколку кај општата популација. Значи тоа се убиства, самоубиства, опасност, давење и исто така овие болести што ги наведов, често пати еве кога сме кај коморбидитети да кажам дека имаат и самите деца, а и во нивното семејство зголемен на преваленција на автоимуни нарушувања. Од типот на склеродерма, од типот на системски лупус еритематодес, реуматоиден артритис, често пати имаат во семејствата или самото дете проблеми со тироидејата, хипотереоза на автоимуна основа, значи има автоимуни и во мојот докторат исто така и тоа го докажавме дека доста имунолошките, има огромни имунолошки нарушувања кај и автоимуни кај популацијата на лица и деца со аутистичен спектар нарушување. Вела дека има вистинска епидемија на аутизам. Што говорат бројките? Колку често се јавува и каква е ситуацијата кај нас? Да, таа вистинска епидемија, тоа веќе се говори 25 години за таа епидемија. Дали навистина е зголемен бројот на деца со аутизам или едноставно почесто и побрзо се дијагностицираат поради И двете. И двете, двата фактори играат улога. И со зголемување на медицинските знаења и медицинската технологија во дијагностиката, а исто така и самата состојба е многу почесто. Например, сега излезе Центарот за контрола на болестите од САД со фрапантни бројки, 1 на 32. Тоа е повеќе од 3% значи новородени, на секој 32 деца едно ќе развие аутистичен спектар. За САД говориме, за Европа се малку помали тие бројки, околу 1%, значи едно дете на 100 се вели, али во САД ова се официјални податоци од Центарот за контрола на болести, тоа се огромни бројки. Например, вие имате во 2000 година, тогаш бројките беа 1 на 200 или 1 на 166 деца. Сега има, значи, алармантно зголемување на преваленцијата на аутистичен спектар и тоа е реално така и плюс, како што кажав, значи, медицинарите се повеќе и повеќе се сознаваат за оваа проблематика, добиваат поголеми знаења и можат полесно да препознаат. Порано може би го ставале во некои други диагнози, како што е интелектуална попреченост, иако коморбидитет има и не го споменавме и тоа, бидејќи времето не е ограничено, има многу други коморбидитети, се разбира, не само овие што ги кажав. Според постарите студии, до 75% од децата со аутизам има интелектуална попреченост. По поновите студии малку се намалува таа бројка, околу 50%. Порано биле ставани во таа диагноза, не се осврнувале многу докторите, ќе го крсти дека интелектуална попреченост или не да Боже шизофренија, иако се две комплетно различни состојби аутистичниот спектар со шизофренијата, но понекогаш, ретко, можно е да идат и во двојна диагноза. Значи, детето не е исклучено и да има и аутизам и шизофренија. Иако ретко се среќа тоа. Морам да признам дека еве во Македонија ја не сум го видел тоа, но во литературата се споменува дека и тоа е можно да има две диагнози. Но различни се и аутизмот. Има ли кај нас национален регистар колку лица со аутизам живеат на овие простори? Тоа е мојата борба, веќе 26 години како се занимавам со аутизмот и 25 години како постои нашето здружение, но се уште здравствените власти немаат чувствителност да го останат тоа, дали се работи за сиромашна држава и немање на пари, за да се воспостави тој регистар. Ние како здружение секогаш апелираме и вака преку вашите емисии. Гледате како се менуваат министрите, даваат оставки или ги менуваат премиерите, така што има податок дека околу 10 министри се сменети за, не знам, за помалку од 10 години за здравство, така што дали тие имајќи некои други поголеми проблеми за решавање, па аутизмот го ставаат на маргините, што за мене е неоправдано. Не успеале, но еве, го користам вашиот медиум да апелирам да следниот министер, не знаеме кој ќе биде, за здравство, да ни сум пратил и писма се и веќе се откажав. Така да ги видиме бројките. Кога бев на националниот регистар е многу важен за да вие планирате здравствени мерки понатаму, за да планирате образование,
Значи, тој регистар, национален регистар е многу битен, значи, да знаете понатаму колку наставници ви требаат специјални едукатори, колку образовни асистенти, колку државата треба да одвори пари, например, за давање на суплементи. Суплементите и тоа како помагаат? Не го лечат, да не ме разберат баш да гледачи погрешно, не можеме да го излечиме ние аутизмот, но суплементите и тоа како имаат помогнато на многу деца, бидејќи помагаат во зрењето на мозокот, помагаат во интерконекцијата, во нервните импулси. Едноставно, виден е голем бенефит, но не само тие се разбира, тука доаѓаат и други методи во третманот и рехабилитацијата. Колку брзо во нашиот здравствен систем родителите може да добијат диагноза? И ве споминавте на почетокот на емисијата во некои земји како што е со Соединетите Американски држави, рана диагностика има до 18-тиот месец. Тука малку подоцна се добива диагнозата. Зошто е тоа така? Па, имаме ли доволно стручни лица да, нема за доволно, аутизам? да, тоа е главниот проблем, нема доволно стручни лица. Порано исто така родителите се срамеа да го носат и се срамеа од етикетата или лейбл, што го велат англичаните, да не биде нивното дете етикетирано, па и не одеа на доктор. Тоа се слабите познавања за оваа проблематика, би рекол, и затоа се доцни. И понекогаш може да чекаат и со години. Не е толку проблем листа на чекање. Сега тука па имаме еден парадокс, морам да го споменам и не сум го кажал до сега јавно вака на медиуми. Имаме парадокс во однос, например, на Германија. Германија, знаеме, е една најсилните во Европа економии. Мене ми доаѓаат родители од македонци, од Германија, и ми велат, ние може да на листа на чекање сме 18 месеци и повеќе им се исплати да дојдат јас да ги прегледам и да им ја дадам диагнозата или да отфрлам диагнозата аутизам, отколку да чекаат 18 месеци. Кај нас, мислам дека помалку се чека, кај нас е многу помалку, но кај нас е главниот проблем што нема доволно обучени и педиатри, и детски психијатри, а да не говорам за општи доктори по семејна медицина, специјалисти кои што многу малку имаат познавања да го препознаат аутистичниот спектар. Тука лежи проблемот и како што кажав, во некои етнички заедници се уште постоењето на тој срам, што ќе речат соседите, што ќе речат околината наша, па нашето дете има аутистичен спектар и така натаму. Тоа се двата главни фактори зошто кај нас е под проценато. Инаку ако ме прашате во однос на претпоставката, ако претпоставиме дека имаме 2 милиони, сега веќе и помалку, 1.800.000 жители, тогаш во Македонија би требало да има од 18.000 до 20.000 најмалку лица, а тоа по онаа статистика 1 на 100. Ако одиме 1 на 32 ова американска статистика, тогаш бројките се фрапантни, значи одат на 30-40.000. А ја не гледам зошто би биле толку позади САД. Ние сме позади во однос на економијата, да, и во однос на некои други работи, но во однос на ова не гледам зошто би заостанувале толку многу. Значи, верувам дека и кај нас, но кога би имало таков регистар, би ја знаеле дали е 1 на 50, дали е 1 на 100. Сега може се само да се нагаѓа. Да, сега јас што правам, тоа се вели во статистиката, статистичка екстраполација врз основа на овие светски бројки, правам таа статистичка екстраполација за македонското општество и велам, најмалку 20.000 имаме сигурно. Од кој што јас сигурно сум поминал на 1.000-2.000, сигурно најмалку деца. Што им советувате на родителите? Што да преземат, како да работат со своето дете пред да добијат конечната диагноза? Можат ли во тој период нешто да направат? Па да, секако можат, она што треба да го направат, мора веднаш да појдат на лекар, да речеме, или на педијатар, да појдат и да си бараат... Но некогаш не се сигурни дали е аутизам или не е аутизам. Дали раната интервенција би помогнала и во случај кога нема конечна диагноза? Да, може да помогне, секако, но убаво е да има диагнозата, а убаво може да оди и на рана интервенција, да се отпочне со тие рани стимулативни вежби. Јас тоа го оправдувам секако, но паралелно со тоа да тече и процесот на диагностика.
рани стимулативни вежби кај специјален едукатор и рехабилитатор, прво таму, па дури потоа на логопед. Така. Затоа што логопедите мора да имаат едно добро подготвен терен, така го велат они. Значи, прво дефектологот да малку да поработи, да детето стане малку повеќе свесно за себе, затоа што имате вие деца кои што се тотално во свој свет. И треба многу работа за да допрете до нив. Особено во првите 2 години од животот. Значи, буквално и самите родители го признаат тоа. Вика, моето дете, како да не е, вика, во нашиот свет. И навистина не е. Со многу работа, со многу интензивна работа, може да се помогне, да се малку детето да стане посвесно за себе, за околината околу себе. И има многу добри резултати кај одредени деца, кај оние што се во полесниот дел од спектарот, може да се постигнат многу добри резултати. А што говорат истражувањата за менталното здравје на родителите кои што имаат дете со аутизам? Да. Споменавте дека многу тешко ја прифаќаат дијагнозата. Ова е можно интересно прашање. Тука менталното здравје исто така е почесто нарушено отколку кај општата популација, кај оние родители што имаат по 1, 2, 3 невротипични деца. И тоа драстично е нарушено повеќе кај овие. Значи, тука доаѓа често пати и кај самите родители до депресија, до силна анксиозност. Тие се често пати посетители на психијатриските ординации или клиники за да земаат, да барат помош. Понатаму многу чести разводите во вакви семејства. Јас ги гледам и во Македонија. Чести се заради тоа што постои обвинување кој е виновен, дали е мајката или таткото, па од каде ги влече гените, понекогаш дури на тоа ниво има обвинување, што не е добро. Никој не е виновен за тоа што какви гени носи од предците своји. Така, јас затоа ги советувам и родителите да не се обвинуваат меѓу себе, а кој е виновен. Од едната страна сигурно ги носи гените. Тоа не може или од таткото или од мајката ги носи гените, кои што се мутирани, односно се со варијација, да кажеме поново, некаква варијација во ДНА молекулот, мора да постои таа варијација за да се манифестира еден мозок кој што функционира малку на поинаков начин. Инаку, кога сме веќе кај дијагностика, постојат возрастни лица со аутизам, па и родители кои што аутизмот го сваќа, тоа е таа теорија на невродиверзитет. Како малку поинаку дека функционира, дури не сака да им биде поправена таа состојба. Велат дека, добро е вака, ние ќе си останеме малку поинакви од другите и не сакаме биомедицински третман, не сакаме други видови на третмани, бихевиорални третмани или учење на социјални вештини и така натаму. Така што тука, па и ние како здружение во пандемијата имавме еден проект од една банка, да не го спомнам името, да не правам реклама. Само инициативно, што е многу чудно денеска во Македонија, некој да ви понуди одредена сума, сега тоа не беа кој знае колку средства, да поддржиме родители преку Skype. Јас, например, давав совети, консултации, психосоцијална поддршка исто така, која што беше многу битна во ковид времето, 3 години или траеше пандемијата. Во таква изолираност кај што бевме сите, многу, особено ги погодја децата со аутизам, да не може ги погоди многу, не може да ги прават оние секојдневни рутини, нели имаше и забрани за движење, па некој дете навечер кога беше оној полициски час, детето е навикнато, на пример, во 10 часот да шета навечер и мора во 10 да излезе. А во тоа време имаше полициски час и тоа беше голем проблем. Така да тука многу страдаше менталното здравје и на самите деца, а и на родителите, и тоа е континуирано. И вон пандемија, континуирано, мислам, треба да водиме грижа за нивното ментално здравје. Само да ги поканиме гледачите. Секако. Очудувани можете да се вклучите во програма. Инаку има родители кои што постојано трагаат по лек, патуваат во странство, прават секакви истражувања. Што би им порачале? Да, токму така даваат и по 20-30 илјади евра и повеќе некои. Тие што се поимотни. Прават третмани со матични клетки. Да, со матични јас тоа не го оправдувам. Не го оправдувам. Матични клетки за сега нема evidence base, значи нема докази дека навистина. Се знае, матичните клетки помагаат кај хематоонколошките заболувања, коскени срцевините, леукемии, лимфоми и така натаму, тука да. Но кај аутистичниот спектар, јавен апел, ако ме слуша некој, ако ми верува, а јас 26 години го работам ова, најмногу во Македонија,
да не испадне сега дека сум нескромен, да не веруваат на тие, бидејќи на вистина $20,000 од прилика. Јас прашав, чини еден третман таков во Турција. Не може да добијат речиси никакво подобрување, или да има минимално подобрување, тоа може би да е последица на некој друг вид на третман кој што има. А секако јас има одредени видови третмани кои што може да доведат до подобрување. Например, има одлични резултати. Ние сега имавме еден скоро вебинар, Сдруженијето организиравме за претежно за родители. Тоа го држеше една мајка што оди во Белгија на томатис методот се вика. Тој метод тие постојат преку 50 години и нејзиното дете за година и нешто била 7-8 пати таму, има подобрувања. За година дена има доста добри подобрувања, така што за некои видови на третмани јас одобрувам да се оди во странство. Но не за се што се нуди Да, на не интернет, за може се и било се што, што да се најде. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас имам внуче, 17 веќе 18 година, со аутизм и многу проблематичен, најногу вечер не спи, ден не спи. И уш од 3 годинки носен у Скопје, нешто некак не на идеја, а многу агресивен, не сака луѓе, кај него се сака да сам. Сната не може да однесе ни да му направат, да видат која крвна група, а треба забете да му и прават. Така. Дури и лекарските прегледи се тешки, особено кога нешто се сензорно чувствителни. Сигурно не е едноставно. Така, имате некој конкретно прашање или само се јавивте да споделите искуство? Ја това саках да видам дали на кој начин можеме да го извадиме од дома, некак да се дојде, да може сната да му направат која крвна група за завите да му и прават. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што советувате во вакви ситуации? Да, ова се доста комплицирани ситуации кога детето со аутистичен спектар, а веќе е возрасно, ако разбрав, околу 17-18 години, тоа е пропуштен огромен период и тука многу малку може да се стори. Особено што тоа е толку социјално изолирано што веќе и се плаши од средината. Тука мора да повикаат некој приватен психолог или психијатар во градот, не спомна каде, во кој град е, да малку се поработи во домашни услови за да може детето да се убеди да излезе да извади крв. Гледате, вели господјата крвна група, сега тоа толку и не е битно, веројатно мислеше крвна слика и други некои испитувања што треба да се направат. Не може ни тие основни, базични, а камоли некои пософистицирани истражувања. Значи, тоа е првично, да се допре до детето, мора некако или некој приватен специјален едукатор, па некако да работи со него. Спомна исто со сонот има проблеми, јас би препорачал мелатонин да даваат и евентуално ако успеат да дојдат до Скопје, да се јават, јас ќе го оставам во студиото бројот каде што правам прегледи, па да дојдат, да им дадам сепак 45 минути преглед, не исто со ова што сега можам за една минута да им го кажам. Така. 25 години од Македонското научно здружение за аутизам. Како го формиравте ова здружение? Што беше поводот? Како се случи вие да се ангажирате токму во областа со аутизмот? Да, многу интересно прашање. Обично и тоа не ме ни прашуваат, али секој чест ме погодивте баш ова е веќе и лично, интимно прашање. Па, искрено да ви кажам, јас магистрирав во 99-та година. Веќе бев вработен како помлад асистент на филозофскиот факултет на Институтот за дефектологија тогаш. И во тоа време ништо не се работеше за аутизам. Многу малку се слушаше и се зборуваше. И нели еден од првите постулати е кога правите докторат да ви биде оригинален во државата кај што правите. И јас си реков, ајде си велам да бидам прв во нешто во државата. Ништо нема истражувања, нема учебници, нема книги. Некаков мал придонес апликативен да дадам за македонската наука и тоа беше првичниот импулс и потоа секако
Да, се. од тука тргна целата идеја и потоа за среќа ме поддржа. Отидов кај професорот Мирко Спировски на медицински факултет да му побарам менторство, бидејќи јас сум медицинар, но не работев таму. Во тој период туку бев веќе млад асистент 2-3 години на дефектологија. И он за моја среќа, па и за него би рекол, бидејќи потоцна он тогаш во тоа време почна да го развива Институтот за имунобиологија и хумана генетика. И подоцна ни се придружи покојниот професор Љупчо Едински, како идеја ние бевме основачи и уште двајца во основачите, морам да ги споменам тука. Во тоа време беа доценти доктор Кристин Василевска, познат епидемиолог, веќе во пензија, и во тоа време доцент доктор Драгослав Копачев, познат психијатар, и ние бевме јадрото основачите и на 22 мај 2000 година го основавме со седиште, една година ни беше на медицинскиот факултет, потоа го префрливме седиштето на филозофскиот факултет и така почна таа цела приказна. Имаше на основачкото собрание околу 15 колеги и колешки бевме. И нели, многу луѓе влегоа, излегоа, но вие сте постојано тука. Да, формира собствени здруженија и така. Имаме гледач, јас не знам дали имаме време да го вклучиме, бидејќи гледам се одбројува 1 минут и 40 секунди до крајот, но и веќе му дадеме можност, бидејќи причека. Добар ден за него. Се исклучил гледачот, добро. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци, што проговоривте за оваа тема детално, и ви посакувам успех и во понатамошната работа на сето она што е дел од како точно е Македонското научно здружение за аутизам. Така? Да, така. Ви благодарам и јас затоа што ја популаризирате оваа проблематика. Секогаш нели сте што се вели како на топ тема, иако вие имате нели во вашата телевизија друга емисија, но во делот на медицината ги погодувате топ темите и ова е ваше можеби трето гостување и навистина сум благодарен што давате популаризација за она што го работиме ние во здруженијето. И ви посакувам исто успех со ваша емисија која што знам дека е доста гледана. Ви благодарам, професоре. Се гледаме повторно, а ќе им се заблагодарам и на гледачите што и денеска беа дел од оваа емисија. Почитувани, гледајте не, следете не секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути. Пријатно.